Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Коалицијата за позитивна Македонија е коалиција составена од Алијансата за позитивна Македонија и партијата на обединените пензионери и граѓани и како граѓанско-либерално-демократска партија действува во центарот на политичката сцена. На овие предвремени парламентарни избори прави обид за внесување на позитивистички дух кој треба да донесе општествен и економски развој на Македонија. Во тој дух е и насловот или слоганот на програмата на Коалицијата за позитивна Македонија одлучи позитивно. Вечерва во Версус, лидерот на еден од коалицијските партнери, партијата на обединети пензионери и граѓани, Илија Николовски, генерал во пензија. Добро вечер, добре дојдовте во емисијата. Добро вечер и благодарам што имам можност да гостувам во вашата телевизија и ја користам ова прилика да ги поздравам кончанчани, виничани, граѓаните од селата околу Облешево и сите други кои ја гледат вашата телевизија. И истовремено сакам да ви се заблагодарам што имам можност да го дадам првото интервју за време на нашата кампања, иако веќе имаме неколку пати давано изјави, меѓутоа ова е прво интервју и пошто е од градот Кочани, пошто сум јас од овој крај од Источна Македонија, тоа има една позитивна символика. Да, уште една символика е што ова е воопшто прво интервју посветено на предвремените парламентарни избори откако почна кампањата, а целта на емисијата е да ги спротистави политичките платформи на партиите кои учествуваат и на ставовите на носителите на листа во оваа изборна единица. Добро. Јас би во таа смисла сакал да кажам дека за прв пат во 23 годишната историја во Република Македонија се прави една коалиција која ги соединува младоста и мудроста, знаењето и искуството и ја отсликува мултиетничката состојба во Република Македонија. И токму тоа е се во насока на стварање на еден позитивен дух во Република Македонија. Да. Ајде да одиме со ред, како дојде до оваа коалиција воопшто? Па до оваа коалиција дојде, ние сме партија која сме формирани пред година дена. Алијансата за позитивна Македонија екзистира на политичката сцена во Република Македонија неколку месеци, меѓутоа гледајќи ја нивната програма, партија на центарот, либерално-демократска опција, граѓанска опција, мултиетничка опција, подобрување на односите со соседите, позитивен однос кон НАТО интеграциите, така да нашата програма и програмата на Алијансата за позитивна Македонија имаат висока комплементарност, висока подударност и некако беше природно да стапиме во коалиција со оваа партија. Јас мислам, и во тоа сум длабоко убеден, дека оваа коалиција е коалиција на еден многу успешен модел и ќе игра многу важна улога на македонската политичка сцена. Убеден сум дека кој да составува влада во Република Македонија, дека ние ќе бидеме повикани во таа влада и длабоко сум убеден дека ќе придонесеме да се променат методите на управувањето во Република Македонија. Ние, поред другото, и двете партии, како коалиција, сме за релаксирање на односите во општеството во Република Македонија, за разбивање на генерацијскиот јаз кој е создаден во Република Македонија. И токму затоа одлучивме да водиме позитивистичка кампања, без напаѓање на едните или другите, да не интересира многу што е било во минатото, него напротив да гледаме кон иднината. И целата наша кампања ќе биде позитивистичка, без многу викање, без многу галамење, без притисоци на населението. Ние едноставно нудиме програми, кои реални програми и мислиме дека македонските гласачи ќе ја препознаат оваа коалиција како многу сериозен политички субјект, како многу реална политичка програма, а посебно пензионерите треба да ја препознаат, затоа што за прв пат во историјата на Република Македонија еден пензионер е ставен да биде носител на листа, што не е случај во другите земји од нашето окружување.
Вие знаете, например, дека Србија сега има 16 пензионери од партијата на Обединените пензионери кои се пратеници во новиот парламент. Претходно имаше 13. Таква е ситуацијата и во Хрватска, таква е и во Словенија и во цела Европа. Такви партии постојат и се многу важен политички субјект. Зошто? Ние пензионерите имаме многу дадено за оваа наша Република Македонија, меѓутоа од друга страна сме најоштетени. Зошто? Ние пензионерите сме најголемите акционери кои се највеќе ограбени во оваа друштво. Ние не сме криви во што во Република Македонија има нешто над 550.000 вработени, а околу 300.000 пензионери. Тоа се криви сите досегашни влади што немале слух и осет за положбата и за своите граѓани. Само пензионерите ја плаќаат највисоката цена. Меѓутоа, благодарение на популизмот кој се води, се ствара една погрешна перцепција дека пензионерите се милионичи, дека имаат многу привилегии, што не е точно. Ако погледате било која контактна емисија, вие ќе видите дека пензионерите се многу незадоволни, затоа што се загрозени многу. Македонската јавност треба да знае дека во Република Македонија пензиите се најниски од регионот, чак едно Косово, чак една Босна кои војуваат има повисоки пензии во Република Македонија. И од такви ниски пензии, за жал, многу од нив издржуваат своите деца, издржуваат своите внуци, најголем дел од нив високо образовани, без никакви примења и се уште одолева. Ова беше предолго интро, да, очигледно сакате да зборувате за пензискиот систем. Да, ќе кажам неколку збори за пензискиот систем. систем. Не е доволно покачувањето на пензиите, бесплатното возење во градскиот превоз и куп бенефиции од типот на бесплатно бањско лекување, бесплатен бањски туризам. Веднаш сакам да кажам, нашата партија се што се направи позитивно за пензионерите го поздравува. Значи ние тоа го поздравувам се што е направено. Меѓутоа не е направено ништо повеќе него што го имаат пензионерите во соседните земји. Значи ништо повеќе. Сега околу покачувањето. Сега покачување за време на избори 600 денара за сите пензионери, а викаат дека е тоа 5%. Треба да кажат дека тие кои имаат поголеми пензии, тие дека дел од својата пензија ја даваат за тие што имаат помали пензии. Ние сме, ако е 5%, да добијат сите 5%, а оние кои имаат минимални пензии, да им се на крајот на годината или два пати во текот на годината да им се даде социјална помош. Тоа го прават во другите земји. Значи пензијата е економска категорија, не е социјална категорија, не е милостиња некој дека ги дава, значи тоа е благодарение на нашето минат труд, уплатување у фондовите, а тоа е сега друго прашање колку во фондот има пари. Значи она е економска категорија и така треба да се третира. А сме за социјално загрозените кои имаат испод 10.000 или 15.000 да им се даде одредена социјална помош. Ние апсолутно не сме против. Дури ние предлагаме за сите пензионери кои имаат испод 70% од просечната плата во следните 4 години да им се додава годишно по 12, односно 3.000 и нешто, 3.400, што би било за 4 години една просечна пензија. Ние се залагаме да просечната пензија биде 70% од просечната плата во Република Македонија. Зошто? Реално, ние наследиме еден таков систем. Ние кога дојде до распад на Југославија, во Македонија, пензиите беа 70% од просечните плати. Сега имаме 49, мислам дека стигнале тек 51% и сега некој вика зголемува. Ние не сме да има големи пензии. Ако е просечната плата 20.000, 70%, тоа е 14.000 да биде пензијата. Значи, ако сме сиромашна земја, онда сите да делиме судбината на и истовремено сме за издржан пензијски фонд, за зголемување на вработеноста, за реални плати на работниците, а ако има реални плати, ќе има и реално зголемување на фондот на ПИУМ. И исто така, ние се бориме да солидарниот фонд
од чии средства е формиран тој солидарен фонд, тоа е од средствата на пензионерите, да речеме 300.000 по 2 евра месечно, тоа се 600.000 со солидарниот фонд да управуваат сојузот на пензионерите како што беше и порано. А владата со преку своите органи да го тоа контролира. Исто така сме. Да, нели е тоа помалку некапиталистичка мерка? Молим? Нели е тоа помалку некапиталистичка Како мерка? некапиталистичка мерка? Социјалистичка. Социалисти, значи солидарниот фонд е од парите на пензионерите. И порано сојузот на пензионерите управуваше тој е солидарен секој месец на мене и на секој пензионер, што ја мислам дека и тука треба да се нешто промени, ни задржуваат по 120 денар од автомација од пензијата и се ствара фонд, солидарен фонд. До пред неколку години со тој солидарен фонд управуваа пензионерите. Тие го распоредуваат уплаќа. Сега се тој солидарен фонд под ПИО и они викаат ние даваме бесплатно бањско лекување. Тоа е околу една рата едномесечно колку трошат пари. Фактички со парите на пензионерите се манипулира. Оред, ки имате времето и во кампањата, да, сигурно, добро да го образложите. Во интерес на времето, еден од главните концепти на оваа коалиција е мултикултурно општество и интеркултурализам. Каков? Па јас реков дека интеркултурно општество уште на почетокот, дека ние сме коалиција која одразува мултиетничката состојба во Република Македонија и во нашата коалиција има 17 етнички заедници, представници на 17 етнички заедници, што не верувам дека ни една партија може да се пофори со тоа. Ние имаме во 6-та изборна единица носител е албанец, вториот е албанец, во 4-та изборна единица вториот е влах и така натаму имаме срби, имаме роми од сите етнички заедници. Посебно внимание посветуваме на маргинализираните етнички заедници. Ние мислиме дека како што е во многу устави, каде што се вметнате етничките заедници, дека и во преамбулата на нашиот устав се да треба да бидат вметнати сите. Зошто? Ево да пример да земеме Хрватска, македонците во хрватскиот устав се вметнати во преамбулата. Хрватите викаат зашто не во Македонија не се вметнати. Значи на тој елемент посветуваме посебно внимание затоа што мислиме секој кој го негира тој елемент етничкиот состав, мултикултурниот, мултирелигиозниот карактер на една држава, секој тој ќе се има проблеми. И ние не сакаме на врзоснова на националистички програми да ствараме некој имидж на некоја патриотска партија. Патриот е за мене онај кој ќе придонесе за поголемо вработување, за подигање на стандард, за релаксирање на односите во државата. Оваква како е состојбата, ние имаме сега викаат по званичните податоци 28.000 вработени, меѓутоа 300.000 млади имаме надвор. И тоа е една манипулација, значи сите тие да се овде во државата би биле невработени. И тоа е еден од приоритетите на лидерот на Алијансата за позитивна Македонија, господин во економскиот дел. За намалување на белата чума. Он на тоа посебно посветува внимание. Да, меѓу другото и на отворање 100.000 работни места. Толку така во реалниот сектор. 100.000 работни места во реалниот сектор, не во државната администрација. Ние овака како погледаме, актуелната власт се фали дека има 120.000 вработено за последните 4 години. Али никад тоа е така и јас да сум, јас би тоа прекител. Не кажува дека од тие 154.000 се во државната администрација. Тоа никој не го кажува, се го вика 120. Ние сме апсолутно дека државната администрација треба да биде. Да, добро, во фокусот, во фокусот на владачката коалиција моментно за отварањето на нови работни места и странските инвестиции кои што дел се реализирани, дел се во најава. Јас го поздравувам тоа странските инвестиции, меѓутоа ние посебно внимание ќе посветиме на домашните инвеститори и никакви привилегии не може да имаат странците во односу на домашните инвеститори. Вие знаете дека странските не плаќаат придонеси, многу бенефиции имаат во однос на македонските инвеститори. Према тоа да се изедначат условите. Во еднаквите третмани. Околу белата чума ве прекинав, да. Околу белата чума, за жал, ние имаме на 300.000 млади кои се по Западна Европа, кои не се занесуваме дека и таму живеат Бог знае како, може да јадат една и
отварајќи 100.000 работни места, што е многу реално, можем и тоа да го образложам, ние сакаме да придонесеме да се заустави екзодусот на иселување на младите луѓе од Република Македонија, да се задржат во Република Македонија и на тој начин да ја стабилизираме државата. Република Македонија изумира полека, ако погледаме колку се намалува населението. Нека се спроведе попис, па ќе видиме колку е намален. Жалосно е во Источна Македонија. Да, тоа е загрижувачки тренд, тоа е загрижувачки во Источна Македонија, во мојата изборна единица. Жалосно е да човек плаче кога ќе види беме во Виница празен град и само ќе видите стари луѓе. И затоа се им манипулира со пензионерите на некој како да му одговара, младите да ги нема, пензионерите се тука, гласачка машина има, а младите, тоа е жалосно да гледате како се празни селата, како се празни градовите, а Источна Македонија има сите предуслови за развој, ако не друго на земјоделието. Од една страна се даваат големи субвенции, од друга страна е намалено производството, например намален бројот на свињи, бројот на крави, бројот на овци. Од трета страна повеќе увезуваме храна него што извезуваме и така, значи не соодносот измеѓу субвенциите и реалната состојба на теренот не соодветствува. Коалицијата за позитивна Македонија е да субвенциите да се зголемат ако треба. Меѓутоа да се дава во реалниот сектор таму каде што има производство и да има строга контрола околу трошењето. И не да се дават кеш пара, него например да се даде бенефиции во набавка на нафта, други набавка на ѓубре и така натаму, затоа што Република Македонија има сите предуслови да има развиено земјоделство. Ние имаме сега 18% од населението се бави со земјоделство. А ако се створат добри услови, многу луѓе ќе бидат вработени и ќе се намали вработувањето. И токму затоа во програмата ние сакаме да направиме бум во развојот на земјоделието. Гледаме реална можност за вработување на поголем број на луѓе и за задржување на младите во селските и рурални средини. Ако погледаме со каква механизација располага, тоа се сите трактори постари од 10 години, од 20 години, значи тоа треба се да се модернизира. И овака како е состојбата, ако се почнат преговорите со Европската унија со таква состојба во земјоделието, не може да се почнат преговорите. И уште една многу важна работа, предпоставам дека нашиот модернизацијата на земјоделството во Македонија делумно е условена и токму од тие европски фондови. Од тие европски фондови кои се недоволно искористени, тоа е веќе друга приказна. А нашата коалиција, особено лидерот на Алијансата за позитивна Македонија, тоа го потенцира, ние сакаме да отвориме македонски генекс. Македонски, вие сте вака помлад за тоа, фирма која ќе се занимава исклучиво со извоз на македонска храна, со пакирање по највисоките стандарди и ќе се доведат луѓе од странство. За почеток ќе се распише меѓународен конкурс и таа фирма ќе се извезува македонски производи, али по реална цена. Ние беме вчера по некои села во Велешко, гледаме дека пред Велиден, замислите, цената на јагнето паднала на 110 денара, затоа што прекупците се организираат и ги уценуваат селјаците. Имаме неоткупен тутун, останало. Значи, таква една фирма, и тоа не е измислица на Зиков, тоа е преземено од многу источно европски земји кои го тоа прават. Тоа значи дека нашите досегашни влади немале политичка воја, него ти не знае тоа да го направат. Значи тоа го има направено и во една Полска, и во една Чешка, мислам дека има во Бугарија и така натаму. Оризот е Оризот е и како. Видите, ние сега имаме ситуација да словенците преземаат оризот од Македонија и прават шоколади и ние ги увезуваме. Зошто, например, во Облешево да не се отвори или било каде во една
фабрика за чоколади. Значи, ние, нашите производи треба овде да ги преработуваме, оној дел што не го извезуваме и така, како конечен производ да го извезуваме. А имаме можност, пошто да не сме поглупи од словенците? Да не сме по овака нетрудолюбив, напротив, него само некој тоа треба да го организира. Она што во економијата се вели неоптимална алокација на ресурсите, тоа беше случај и во претходниот систем, кога веќе ја направивте паралелата со Словенија. Па баш тоа, видите, ако земеме една Словенија, например, таму луѓето останаа на село. Затоа што се отворија мали капацитети и работа таму. Ние, благодарение на несоодветното распоредување на големите капацитети, ние дојдоме во ситуација да 1/3 од населението во Република Македонија живее во Скопје. Не ги задржавме на село, што сега треба да се прават напори да луѓето не да се тие вратат, него тоа што има население да остане, да му се створат услови, да подобри патишта, подобра инфраструктура. Ние имаме сега ситуација од Скопје до Битола патувате 2 сати и 15 минути, а реално би било за сат и пол да се патува. Значи на тој дел треба да се посвети посебно внимание. Во визијата за брз ефикасен развој на земјоделството и една ставка исто така предвидена сериозно брендирање и унапредување на маркетингот на македонските земјоделски производи. Повторно го споменувам ова апропо словенечкиот пример и брендирањето на ајварот кој што Македонија го загуби, но има ли Македонија што да брендира и да унапредува во делот на маркетиншката промоција? Како нема, токму во таа насока ќе биде формирана и таа фирма што вика Македонски бенец. Како не само ајварот, а ние од производството на пиперки како куртовска капија, например. Производството на пиперки неколку работи можеме да брендираме. Македонското бело сирење можеме да го брендираме. Значи, имам македонско вино, ние имаме 255 дена во годината сончеви денови. Значи, Македонија има многу работи што да ги брендираме, меѓутоа ние од невнимание, од индолентност, од тромост дозволивме некои наши производи да се продаваат како македонски, а да ги други брендират. Па да го земеме и шарпланинецот. Ево како куче. А сега се води битка дали тоа да биде српско куче или македонско, а сите знаат дека тоа е македонски, меѓутоа од нашата тромост, од нашата овака незаинтересираност доаѓаме. Или да ги земеме и фондовите. Во една Бугарија е многу поголема искористеност на тие фондови него кај нас. Да. Посветите многу внимание на ова прашање, ќе ви одстапам поголем простор, промовирате еден приземен граѓански пристап, веројатно сте меѓу граѓаните овој период, доправа тие средби ќе добијат на интензитет. Што е она што го разговарате во тие непосредни директни контакти и она што ви го сугерираат? Сега ќе ви кажам, тоа е многу интересно прашање и многу важно прашање за нашата коалиција. Прво сакам да кажам дека еден од основачите и најзаслужниот човек кој за формирањето на Алијансата за позитивна на Македонија, тоа е господинот Минчо Јорданов. Човек кој 2000 година се што беше стекнал во странство и инвестира во Република Македонија. Човек, за разлика од другите, кој се што купи, задржа и го развија, не како некои бизнисмени, се што купи ја препродадоа. Значи, човек кој моментално вработува над 5000 луѓе. Замислите да има уште 20 такви како Минџо, значи тоа би било 100.000 луѓе вработени. Човек, ето ги тие 100.000 работни. Човек кој во своите настапи секој пат зборува дека граѓанинот е на прво место. Граѓаните ја прават државата. А не има некои политичари, слушам во изјавите, вика државата пред се. Не, граѓаните пред се. Граѓаните се тие кои ја прават државата. И ние се спуштаме меѓу обичните луѓе, разговараме. Ние вчера поминаме неколку села во Велешко, каде што муслиманско население. Седнаме, разговараме. Тие кога го видеа Владо Бучковски, тие дела, вика како поранешен премиер, еден од најуспешните премиери, ние да се разбереме, можам тоа да го елаборирам, беа пресрекни, вика,
сега никој не дошол овде да разговара со нас, да види кои се нашите проблеми. А проблемите се селски проблеми. Едноставно немаат водовод, немаат канализации, со мало поголема политичка волја сето тоа може да се реси. Проблеми имаат неоткупување на тутунот, проблеми имаат се намалува сточарството затоа што нема кој да го пласира македонското јагне. Ви реков дека замислите пред католички Божич македонското јагне да се продава по 110 односно 110 денара по кило. Ние со нас водиме и човек кој се занимава со откуп на тутун. И придонесуваме да се зголеми откупот на тутунот во некои села кои што останал. Значи, посебно внимание посветуваме на контактите со граѓаните без обеќавање она што не е реално. И без галамење како некој што галама. Не, едноставно, мирно, сталожено да разговараме со луѓето, со секој. Има впечаток дека Минчо Јорданов, кој што го спомнавте, во втор план некако во својата партија во оваа коалиција, таков е веројатно на партискиот. Не, никако во втор план, напротив, ние сме многу горди и поносни што е Мирчо. Околу јавната експонација. Па јавната му сега на конвенцијата настапи. Синоќа требаше да настапи во Велес со главниот караван, меѓутоа ние при планирањето бевме фактот дека он слави роден ден на ќерка му, секој пат во мелите, меѓутоа планирано е Минчо Јорданов, главниот караван кај ќе оди да настапува. Да настапува и Минчо Јорданов е звезда, водилја во несумнено дека е така, да, околу јавните настапи и беше можете прашање. да замислите колку он внимателно, тоа човек, колку внимателно околу програмата, што малте не до секоја точка запирка, како мислите тоа да го реализираме, како тоа. И во секоја втора реченица повторува, граѓанинот на број 1 во Република Македонија. Дајте да направиме нешто да се промени оваа ситуација во Македонија. Значи неговите намери се многу честни, многу племенити и јас многу пати потенцирам, тоа е коалиција на честни луѓе со честни намери. Вие сте носител на листа во изборната единица 3, да. 3. Тоа е оваа изборна единица. Очекувате ли пратенички места? Уште на почетокот од емисијата велите очекувате покана да бидете партнер во власта, но за тоа треба да се стегнете со парламентарен статус. Да. Ние цениме дека имаме реални шанси бар во секоја изборна единица по едно пратеничко место да освоиме. Да, дали овие претпоставки се базирани на претходна анализа? Се правени анализи, веќе гледаме рейтингот на коалицијата како скокнува во сите анкети и мислиме дека имаме многу квалитетен кадар. Ево, јас сум генерал во пензија, да не зборувам сега за мојата биографија, меѓутоа воен дипломат кој школуван во 4 земји, служил во 5 земји, во 2 армии со неверојатно и меѓународно искуство. Имаме, ево го имате еден Владо Бучковски, еден од најуспешните примери во Република Македонија со меѓународен углед. Го имате еден Љупчо Зиков, млад, енергичен економист, познат аналитичар и така натаму. Го имате Данев, извршниот директор на Стоби, го имаме Виктор Камбоски, универзитетски професор и така натаму, многу сериозни луѓе. Конечно Минчо Јорданов, најбогатиот македонец според Форбс. Минчо Јорданов, кој е овака можда и креаторот на формирање на партија кај ние. Господин Николовски, јас ви благодарам за гостување. И јас благодарам многу. Особено што има можност овака прво гостување во телевизија без оние изјави на улица што го направи во градот Кочини, каде што имам многу пријатели и родбини. И очекувам дека граѓаните на Кочани и околината ќе препознаат коалицијата за позитивна Македонија и позитивно ќе го заокружат бројот 9. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Версус со Горан Лалов.